Во Институтот за македонска литература и Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков преку проект од програмата на Советот на Европа, Европската културна рута на светите Кирил и Методий, што го одбележува и афирмира наследството на светите браќа, се отвори изложба на фотографии насловена "Потрагите на свети Кирил и Методий". Е подготвена од авторот Павол Демеш, поранешен министер за надворешни работи на Република Словачка и е во организација на три субјекти. Прво тоа е Словачката амбасада во Република Македонија, понатаму Институтот за македонска литература и Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Самата изложба, како што можете да видите, го илустрира патот, развојните процеси во патеките на движење и на мисиите на светите Кирил и Методи, и така и е насловена "Потрагите на светите Кирил и Методи", а овде беше донесена по еден специјален повод, а тоа е проектот кој што го реализираше Институтот за македонска литература, Европската рута на светите Кирил и Методи, проект кој што е дел од програмата на културните рути на Советот на Европа, а ние овде го имплементиравме врз примерот на Кирило-Методиевското културно наследство во Скопје и во регионот на Скопско. Самата изложба со богатството на своите импресии кои што ги нуди преку прекрасните фотографии кои што се работени во оригиналните локации на движењето и на дејствувањето на светите Кирил и Методи, нуди на вистина една голема илустрација на она што Кирил и Методи го спроведуваат на планот на нивните мисии. Најнапред со нивното раѓање од Солун, преку нивното едуцирање во Магнаурската школа во Истанбул, понатаму арапската мисија, хазарската мисија се присутни тука, моравската мисија со сите оние простори кои што го илустрираат нивниот престој и дејствување и во Нитра, и во Велехрад. Особено неколку имаме илустрации од Рим и од местото на последното почивалиште на Свети Кирил филозоф. Таму е починат на 14 февруари 869 година и тоа е прочем и најстариот портрет на Свети Кирил филозоф познат во светот. Вториот најстар портрет на Свети Кирил филозоф е во Охридската црква Света Софија. Тоа што и Македонија е дел од проектот е од огромно историско значење. Членството на Македонија представува споделување на Кирило-Методиевското наследство, кое што е во најрепрезентативен вид присутно на македонски терен. Особено, например, ние имаме цели ареали, како што се Охридските цркви, со портрети на Кирил и Методи, со портрети на седмочисленици, значи Кирил и Методи со нивните ученици, е од извонредно значење да бидеме дел од еден ваков проект во кој што се универзализираат и овие вредности, меѓутоа сепак таа национална платформа си останува. Зошто? Затоа што култот на светите Кирил и Методи може би и најевидентен и најприсутен и во однос на другите словенски земји, бидејќи светите Климент и Наум Охридски го ширеле во еден најрепрезентативен вид. Најнапред, поставувајќи ги за светители за празнување во календарот на Охридската црква, а за да ги поставите за светители треба да напишете и книжевни творби посветени на нив, тоа се секако житијата, службите и похвалните слова на Кирил и Методи, и веднаш со воспоставување на култот се изобразува и нивните представи во црквите и во манастирите. Една од најрепрезентативните секако дека е во Охридската црква Света Софија, меѓутоа тука и Курбиново во Преспа, значи крајот на 12 век, со представа на светите Кирил и Методи таму, секогаш обично оделе во придружба со Свети Климент Охридски. Тоа зборува за културната меморија, за тоа колку народот ги почитува во Македонија во сите векови, значи некаде од крајот на 9 век со доаѓањето на Климент и Наум па се до денеска. Нашиот универзитет, впрочем, Свети Кирил и Методи е одраз на почитување, на високо почитување и на нивниот култ и на нивното значење. Посебен интерес во Советот на Европа имало за Охрид.
Охрид е едно од најзначајните престојувалишта понатаму и место каде што се развива култот на светите Кирил и Методи благодарение на мисијата на светите Климент и Наум Охридски. Затоа имаме толку една прекрасна информација преку илустрацијата која што ја нуди и фотографијата на споменикот, на познатиот споменик посветен на Кирил и Методи во Охрид. Од исклучително значење, градот Охрид како општина, со целиот потенцијал кој што го има, пред се мислам тука на културниот потенцијал, да биде дел од културната рута и тоа како субјект да влезе и во културната рута на светите Кирил и Методи. Впрочем, за наредната година ние ја предвидуваме Генералната асамблеја од сите земји составена членки да се одржи, да го одржи својот состанок во Охрид и тоа ќе биде на вистина еден репрезент за македонскиот однос кон Кирило-Методиевското наследство, бидејќи ви кажав дека тоа е од круцијално значење за култот, за целиот сесловенски свет, оно што се случувало на македонски терен. А тоа културно наследство можете слободно да го проследите на ова изложба и низ фотографии, низ црквите од нивниот престој, низ црквите каде што се одвивала таа богослужба на словенски јазик и низ сите оние точки каде што поминале Кирил и Методи на своето патешествие во процесот на афирмација на словенската писменост и јазик. Оваа изложба, освен за пошироката јавност, културната и научна заедница, би била мощна и интересна и за училиштата, кои во својата програма ја имаат и дејноста на свети Кирил и Методи. Одлична можност на сликовит начин да се спознае ликот и делото на светите браќа.